Со порастот на населението и развојот на комуникациите, во Битола се создаваат услови за позабрзан развој на занаетите и трговијата. Со зголемувањето на понудата пак се создаваат и повеќе чаршии. Во времето на турското владење, а и подоцна, односно се некаде до 60-тите години од минатиот век, во Битола существуваа повеќе пазари. Дрвен пазар, житни пазар, мас пазар, сточен пазар и така натаму и така натаму. Битолчани денеска своите потреби за продавање и купување ги задоволуваат главно на трите пазари. Пазарот кај Јавор, пазарот во Нова Битола и сточниот пазар. Но меѓу жителите на градот Подбелиштер и денеска се свежи сеќавањата за тоа каде се наоѓале некогашните пазари и што се нудело и купувало таму. Во оваа емисија, со помош на неколкумина повозрастни граѓани, ќе направиме уште една прошетка низ Битола и ќе се подсетиме на некогашните битолски мегдани, каде што се продавало и купувало, со цел да се обезбеди животната екзистенција, но и да се продолжи животот. И од тука идеја најпоќе дрва што идеја од Малоишта и од Цапари, ѓавото немаше. Носа некој ѓавото, ама тие прекупаја, нема тие планини. Овие долу Рамна, Лера, тие има српци, има свој шуми и носе тука дрва, тука и продава. И се продаваше со коњи. Многу ретко имаше со кола, некој што имаше од овие што беа побогати малоиштани, тие со кола торваја, дрва носе тука. Овдека е место попознато со тоа што овдека имаме од Кашија еден турски гроб, што иде тука пала свеќи. Јас знаев и во петок, ама како што кажа, а други во четврток идеја. Ова место после познато пак е тука беше тука печатницата, социјален борец. Дајте се на дрвата сега. Какви дрва беа? Што дрва? Дрвата беа тука поќе букови имаше и дабла, ама поќе букови, од и Малоишта имаја поќе сеча, поголема планина, на дрвата поќе букови беа дрва. А имаше многу овде магариња кои што се носеа дрвата или понекој така? Не, тука се носеа само во вторник и петок. Вторник и петок. Ретко некој да поминеше, ако му остане да имаше ресторан, па да и претвори. Иначе вторник и петок само, тогаш беше пазар. Секаде во Битола беше вторник и петок пазар. За сите пазари, не само за тука. Памтите од кога речеме дрвен пазар, така се вика? Ова се вика уште дрвен пазар уште од Турско, од Турската империја. Ова ширина беше, тука направен беше близко бањата. Како што реков, ова ширина, немаше тука ова барака. Овие куќите стари само беа тука и тука ова ширина беше. Сето до социјален борец. Сето се реда тука со дрва, иде ливето. Може поблиско од ја коди и додолу, некош во зимно време немаше, а тука и зима и лето секој се продаваја дрва, вторник и петок. Беа поевтини дрвата во лето, така во зима куќа немаше веќе богатите си купаја дрва во летото, а сиромасите во есента и во зимата. А тоа е сета работа само сиромаштијата. Оти немаше тој да купи. И имаше еден случај, ќе ви кажам, тоа е интересно. Кога работа во планска комисија, имаше со нас, беше Пецо Секула председател, а имаше референт на Лепи Ѓокица. Покрај Лепи Ѓокица бев јас таму референт во планска комисија. И се дојди први и вика, дај 100 динари. Не знам, јас му давам 100 динари. Други, Јонче Лоле имаше, други некој таму и си, по 100 динари береше. Ќе доеше мај месец јуни, оп, дрвата ќе им стигне дома.
Сега имаме разни можности да се грееме. Имаме електрични печки, порано имаме нафтени печки и какви се во тоа време кога овде се нудеа многу дрва, со што се загреваа просторите по куќите? Просторите се загреваа со соби. Имаше соби, само за дрва, а повеќе се трошеа шпорина, оти шпорото му служеше и за готвење и за топлење. И се што ќе останеше пак, не само со дрвото, се кошне се палеа собите, кој ќе беше потоплен. Имаше мангали. Мангалите се топлеа со ќумур. И седнати фамилијата околу наоко мангало, клања кафе ли ќе направи, чај ли ќе си прават во мангало, пирустијата згоре ќе оклаа чајарник или џезвето за кафе. Тие беа работи за топлење. А најпоќе се топлеа во мангало. Оти изваа жари, ќе го запретаја да не наеднаш да не се сопија така, да не се изгуби. Шпоретите беа во една одаја, а сите други со мангали се загреваа и така, на тоа не може во секоја соба. Само немаше, тоа беше сиромашија никој, само повеќе се, ако има два јоргани или дифтика, со цјатеква. Иначе една беше соба што се загреваше. Немаше. Јас знам по себе дома, имавме ние 5 оделенја, во едната што беше кујната, таму се беревме. Ручек, вечера, се таму. Кој дојше за спиење, во тој одај. И покри се со појце што имаш веленца, јорган, дифтика, тоа беше работа. А и кој имаше, немаше можност, да реше тука пример, ево Леонида Тодорович, што беше еден од побогатите. Тој друго место седеше, ама ова куќа која направи тука, пак немаше се заграјано, немаше парно, немаше нешто. Заграјана беше кујната. И да се топли, и да се готви од таа работа. И кој дојше за спиење, ќе си оде секој. А по што беше познат Леонида? Леонида беше познат како отправник. Тој и кој беше во околиски одбор секретар, али порано беше и војно лице. Војно лице тој беше познат регаш, беше пилот. Како пилот регаш тој имаше поминато со мостот со авионот под мостот долу и сите се чуја и беше како подпоручник, после го унапредија за поручник. Со тоа што помина. Според пишувањата на бројните патеписи, а и според кажувањата на Мехмет Тефик, кој за себе остави редок документ, за минатото на Битола издаден во 1911 година, во времењата на назад во Битола постоеле повеќе светилишта. Едно од нив се наоѓа и денеска на Дрвен пазар. Кога го снимавме прилогот за Дрвен пазар, дојде жена и го отвори светилиштето. Тогаш видовме два гроба. Жената ни рече дека со сестра и се грижи за светилиштето кое го нарече Тек баба. Од неа дознавме дека тука некогаш биле погребани двајца браќа. Ова светилиште сега е покриено и затворено. Некогаш меѓутоа не беше така, беше отворено и до двата гроба имаше по една стара црница. Црниците денес ги нема, а на гробовите луѓето пала свеки надевајќи се дека така некаде ќе го најдат лекот за своите проблеми. Иако мина многу години, сепак се сеќавам како да беше денеска. Живеев зад уредот во еврејската мала. Во тоа време, како мали деца, многу ретко се осудувавме да го минеме мостот и да поминеме во така наречената стара битолска чаршија, односно во Пекмес пазар. Се случи еден ден самиот без знаење на родителите да го минам мостот.
Меѓутоа, не знаев дека меѓувреме сите стари дуќани беа урнати. Насекаде имаше купишта од тули, земја и се она што остана од старите дуќани. Толку многу се загубив низ тие урнатини што повеќе не знаев да го најдам ни мостот, ни да се вратам дома. За среќа се случи во тоа време, помина еден од соседите и заедно со него поминавме мостот и се врати во еврејската мала, таму каде што беше и мојот дом. Сакам да кажам дека оваа чаршија, пекмез чаршија, воопшто не е паметна, но затоа пак има луѓе што живо се сеќаваат на она што навистина беше оваа чаршија, што представуваше, какви се занаети се практикува, кои луѓе работеа тука и што значеше оваа чаршија за граѓаните на Битола. Овој простор што го покрива плоштадот за време на Кралевина Југославија и за време на окупацијата беше најдобриот, најубавиот дел на Битолската чаршија. Дали и пред тоа беше исто така, тоа што беше и за време на Кралевина Југославија, речеме овладењето на времето на турците. Откажување, сигурно не се сеќавате, не знаете, меѓутоа откажување. Откажување, види, занаетите се развија сигурно во рамки после Првата светска војна, повеќе се развија како занаети кои може да прават модерни производи, како за чевли, така и за облека. И беа лоцирани главно на ова улица од тука, која одеше према мостот. Од лева и од десна страна беше тоа се дуќани, занаечи. Сега каде што е споменикот? Сега кај што е споменикот? Споменикот и новиот шаторван беше улица. Не, улицата беше ова. Улицата беше ова и одеше нагоре, над Сато врвеше и излегуваше на Цар Самуил, како се викува на улица. Цар Самуил нагоре, да, кон Дрвен пазар. Излегуваше таму. Одма тука зад Сатот беше хипотекарната банка во тоа време и имаше некои простори кои што не многу се користеа, али главно овај дел од оваа страна. Па натаму тоа бе дуќаните на занечите, контрадžите, овдека. Потаму веќе се двои една раскрсница. Цар Самуил сега што е продолжува надолу. Тука имаше еден контраџија Митре, тука имаше на Лонџија и на самиот ќош беа турци акчи, кои што припремаја јадења многу вкусни во тенџериња. И луѓето од чаршијата доаѓаат тука да ручаат, да доручкуваат. Лево крши него одма. Тука беше Мито кебапчијата или Мито млекаро. Тој кај него се доручкуваше и млеко и кебапи. Потоа се излегуваше кон мостот. Лево беа пајтоните, десно надолу беа касапници, продавници за месо. Таа улица продолжуваше покрај Драгород се надолу. А крши ова акчилницата, десно надолу, почнуваја казанџиите, звончарите, продавница имаше за материјали за кондураџиите, ѓонови, кожи, бручиња,
и сите работи што беа потребни за тоа. Таа улица. Кога ќе се земе нагоре сега да се оди по таа улица, ондека кај сатот, кај големото дрво, беше полициска станица. И после ослободувањето беше милиционерска станица. Тука таа улица беше исто со занаетчи. Имаше во едно споредно уличе Киро, тој беше макинеджија, ги шиеше горните делови, кожните делови за чевлите. Оти кондураджите ги правеа чевлите, ама тие кожните делови се викаат псидии и шиеше посебен за нечија макинеджија. Киро макинеджијата беше познат, а на самиот ќош имаше продавница на Осман, фамилијата Османли, продаваја инструменти за овие музички инструменти и материјали други. Према од Каршија Сонив, па книжара. Имаше. Тука беше еден голем вриеш на луѓе, од чираци, од калфи, од мајстори, собствениците на дуканите, од купувачи. Тоа беше едно големо вриење и после од мостот натаму излегуваше Амди на Ќошо Сладкаро, познат сладкар, а зад него пак беа тие сите трговски дуќани во безистенот со излез од оваа страна и од внатрешноста, али со излез и од оваа страна. Оваа улица што води кон мостот од двете страни беше со дуќани. Главно занаетчиски дуќани, кај што доминирае кондураджите, а меѓу попознатите кондураджи од левата страна, некаде овдека, беше кондураджијата со фирма Источно дрво. А од десната страна, тоа значи тротоаров сега кај што е, со цел овој простор пред галеријата, тоа беше дуќани. Од десната страна попознат кондураджија беше Парцалка. А малце погоре од него, некаде овдека, беше еден друг кондураджија, името му го заборавив, меѓутоа познатиот Таку, планинарот. Неговиот татко имаше дуќан кондураджиски, а тој работеше кај татко му. И тој беше тука, но попознати беа овие двата што ги кажам. Зад островцето, од таа страна, почнуваја нови дуќани, покрај Драгор и од оваа страна. Продолжуваја до мостот, кој што води кон север, кон судот, и од таа страна, од двете страни, десно после пак беа дуќани. Имаше тука терзи, имаше кондураджија, еден адвокатска канцеларија тука беше. Меѓутоа, после ослободувањето, по урнекот на Советскиот сојуз, кај што имало големи плоштади, без да се направи анализа, да се побара мислење од стручни лица колку вреди таа чаршија за историјата на Македонија, за богатството, за развојот на Битола. Едноставно се донесе политичка партиска одлука по иницијатива и се спроведе тоа да се сруши се. Меѓутоа, по известно време, некој паметен човек виде дека тој простор е гол, неискористен, сива една средина која мачно делува на човекот кој ќе помине огромен еден простор, па го урбанизира овој дел со изградбата на овој парко пред сатот, на зеленилото пред галеријата и така се оплемени овој простор. Меѓутоа, имаше и еден трагичен случај што при рушењето
лесно се рушеа дуќаните, меѓутоа на почетокот кај споменикот сега што се гради, тука имаше една зграда на еден заболекар, градена од тврд материјал со фасадни цигли црвени, немаше малтар, фасадна црвена уба цигла. За да се сруши мораше таа зграда да се минира. Но и при минирањето секогаш се преземаат мерки на безбедност. На кое растојание треба да бидат од и ова растурање овдека го правеа млади луѓе. Ударнички бригади, то така се работеше. И требаше да се обезбеди, бидејќи при ставање на динамит да се сруши, може едно парче само да одлета до некаде и како што се случи, одлета една цигла и една од бригадирките, од учесниците, една девојка, беше погодена и почина. Таа беше така наречена една жртва за изградбата на плоштадот кај Сатот. Јас, да ти кажам право, за Дембел чаршија прв пат слушам и тогаш, кога јас тука работев од училиште, целата ферија ние ја спроведувавме во занаечиски дуќан. Немавме одмор. Од распуст до почнување на училиштето, ние бевме во некој дуќан, во некој занает. И јас не слушнав, цело време слушам за Дембел чаршија, затоа што овај дел овдека, тоа беа кафани беа, кај што е Кој е тој дел? Стари Парис, Дека Интифа Стари Парис беше кафана, и кај Интифа беше кафана. Знам дека за Нова година и во други прилики се коцкаа луѓето. Во времето на Краљевина Југославија безусловно бил вака како што е денеска, меѓутоа подоцна околу него се изградени доста дуќани, така што безусловно практично и не се гледаме. Ѓорѓевски, по што и како го паметите вие безусловно? Јас безистено го паметам ваков каков што е, за време на Краљевина Југославија и за време на окупацијата. Од ова страна имаше влез во дуќаните. Главно овие дуќани од ова страна продаваја конфекција и трикотажа, али главно конфекција. Ефтина конфекција која ќе ја купиш за помалку пари, ќе ти побараат 100 денари, а на крајот ќе ти го дадат костумот или панталонот за 40 денари. Требаше многу пазарање и во главно со послаб буџет луѓето доаѓаа да купат од овие дуќани и често се случуваше после една недела да ти падне ракавот, да се отпара сатенот од џакетот, да ти се отпараат панталоните или после едно перење на панталоните тие веќе не се носеа од таков материјал ефтин. Меѓутоа, богатите луѓе во Битола не купуваја конфекција. Тие купуваја штоф и кај познати шивачи, терзи, и му се шиеше одело. А тој материјал, енглеските штофови ги имаше исклучиво Челебон.
Челебон беше еден од најбогатите евреи во Битола и неговиот дуќан се наоѓаше под Безистенот. Туку речи некаде кај што се сега клупите поставени, кај што завршува тротоарот и почнува нова улица. Уствари на самата улица, наспроти сладкарницата, тука беше неговиот дуќан. Тој беше голем, широк дуќан со приземје и спрат. Овде надолу покрај Драгород, Буковки продаваја пипер за готвење и пипер за макање. И блага, и лута. На овој простор, во овој дел овдека се наоѓаше аврата, така наречена, еврејски верски објект. А наваму и во просторот кај што се овие новите дуќани, цел тој простор беше така наречената чаршија Кантар. Кантар заради тоа што производителите на овошје од Преспа, па и од некои делови од Битолската општина, производите од овошје, јаболка, круши, сливи, грозје, ги носеа на овај простор и тука имаше кантар и се продаваше на големо овошје. Тука доаѓаја приватните емивчи, си купуваја од продавачите и ги пренесуваја во своите дуќани да ги продават на мало. Овдека, токму тука до зидот, беше една тулумба дрвена и чираците од цела чаршија полнеа вода овдека. Само со голема мака, бидејќи тие мали беа чираците, а таа огромна, просторот меѓу рачката и него и стомната што треба да ја држи, празна одваја држи, а камоли полна, многу стомни се искршени тука и многу нозе се искршени, бидејќи посебно кога беше зимно време замрзнуваше просторот и тешко се полнеше таа вода. Овој простор беше таа Кантар чаршија. Во покриената чаршија исклучиво се продаваше зарзават. Битолските бавчанџи имаја свој производ од нивите, така наречени битолските бавчи. Своите производи ги продаваја овдека, во покриената чаршија. Тие се занимаваја, бавчанџиите, исклучиво со таа работа. Тоа му беше занимање и тоа им беше екзистенција. Меѓутоа, своите производи од бавчите ги носеа во покриената чаршија и тука ги продаваја свежи. Имаше едно 5-6 фамилии кои што се занимаваја со таа работа, а не доаѓаја од други места, зашто во другите места кои сега
произведуваат зарзават, тогаш не беа производители на зарзават. А Битола по број на жители не беше толкава колку што е сега. Значи потребите на Битола беа значително за 3/4 помали. Некаде таја при крајот на војната беше околу 28.000 со земањето на евреите во логори остана некаде 25.000 жители. Од селата не доаѓаја да купуваат зарзават, зашто сите си имаја во своите имоти, си имаја своји градини и си имаја собствено производство за своите семејства. Така да само граѓаните се снабдуваја од покриената чаршија. Просторот што е зад мене е така наречениот житни пазар. На житни пазар селаните ги продаваја своите житни производи. Пшеница, јачмен, рж. Покрај тоа се продаваја и пернати животињи, птици, гуски, пајки, зајаци, али главно пазар беше за житни производи. Селаните ги носеа своите производи и тука луѓето си земаа и после за своите потреби одеа по водениците, какви ги имаше многу во околината, помелеа брашното за своји потреби, бидејќи голем број од населението си месеше леп дома. Мал број луѓе, воглавно богатите, чиновниците, судиите, војните лица, полицијата, си купуваја производ печен од фурнител, а граѓаните си месеа дома. За своите потреби брашното го купуваја од посебни продавници за брашно. Тука баш на оваа страна имаше една продавница за брашно и вреќа две, колку што има можност материјална, ќе купеја дома за известно време да имаат да месат леб. Лебот го носеја на печење во фурни, на штица. Плаќањето беше месечно на рабуш. На горниот дел на самиот ќош имаше еден бербер, турчин беше, кој покрај берберските работи вадеше и заби. Луѓето немаја пари кај малкуте забари да одат да ги вадат забите и тогаш немаше пломбирање. Штоп го заболи забо, одма се одеше на вадење и каде кај берберот. И тој си имаше клешта и го извади забо, без анестезија, без ништо, така, со болка. Од таа страна имаше дуќан за продажба на брашно. Овдека другите дуќани беа воглавно занаетчи. Имаше и терзи, имаше и јорганџи, а од таа страна нагоре, кај што почнуваше житни пазар, нагоре пак имаше емивчи, кои што продаваја овошје. Под Јавор, подолу, беше Кичевски јан. Од тука тргнуваше автобусот за Кичево, а одмаз проти Кичевски јан беше Овчки пазар.
На местото каде што денеска е големиот пазар, наспроти Јавор или уште поточно на просторот каде што денеска функционира управата на пазари, некогаш функционираше посебен пазар, Мас пазар. Името само по себе говори дека тука се нудеа млечни производи, од кајмак до маст. За разлика од некогаш, денеска на сегашниот пазар има посебни павилјони каде можат да се купат ваквите производи. Јас сум Митко Стерјев, Митката ме викаат. Роден сум 43 година, баш на овие простори. Поточно сум роден таму, во таа куќа. Таму. Тоа беа убави времиња кога во Битола цветеа пазарите и по тоа е познат и самиот град. Баш на ова место тука се простираше познатиот овчи пазар. Таму се продава, како и самото име зборува, овци, кози, јариња во тоа време, кои ги имаше во изобилие, не како денес. Ова место, таму постоеше еден ан. И тука постоеше на мала, тесна уличка, која што водеше, излегуваше на Ива Милутиновиќ, која во тоа време беше медакам, не беше коцка. Тука, на тие простори, таму постоеше прво кожуваро, потоа Пецо Берберо, Коачо, ко заборев како се вика, Самарџија од таа страна беа јавни клозети. На самиот ќош тука беше Смилевски ан, познатиот Смилевски ан. На Карчија оттаму беше Кичевски ан, кој што беше познат во тоа време. Селаните доаѓа главно претежно во тоа место, бидејќи тука беа сместени овчи пазар, житни пазар, птичи пазар, мас пазар. И познат беше по самата градба, која што беше со една огромна врата, се сеќавам убаво, огромна дрвена врата од бука варена, а внатре во самиот ан имаше чардаци, имаше на ширина, а горе имаше дрвени чардаци со едни прекрасни ограда оформена, и ние како деца мали се качувавме горе, вртевме околу те чардаците, така да постоеше еден чувар, мислам дека се викаше Темелко, кој стално не бркаше, ради тоа што му правевме како деца доста бели. Таму кај птичи пазар, подочно мас пазар, во тоа време постоеше познатото Битолско блато, каде што изобилуваше со многу убава флора и фауна, поготово се сеќавам на убавите пајки кои што беа ишарани жолто, зелено, таму и беа самите селани кои ќе ги уловеа, ги носеа таму, ги простираа на земјата и така и ги продаваа. Во сеќавање ми остана и еден момент кој, како дете, малце, не само јас, него и моите другари, бевме уплашени. Кога се градеше таа зграда, фрижидерската сега зграда, при откопувањето, тоа беше 63-та година, при копањето се најдоа многу коски од човечки скелети, така да таа зграда во однос на ова погорната зграда каснеше со 3 месеци, бидејќи ја сака да се испитат од кај потекнуваат, како потекнуваат. Не се сеќавам за крајниот исход на тие ископини, меѓутоа тоа во сеќавање големо ми остана.
секој се интересиравме кога ќе бидат становите готови за да си влеземе во становите да живееме. Ама известно време се стопира работата. И прашам тие мајсторите, што е работата? Работата, вели, најдовме некои лешеви. Чекаме комисија од Скопје да ги испита што се, како се, кои луѓе се, што луѓе се. И затоа беше стопирана скоро 1 месец. Зградата не се работеше, дури не се испита случај. Никој не каже никој. Остана така. До ден денес никој не, само ние знаеме тука што се деде. Постоечката рибарница беше и за време на Кралевина Југославија и за време на окупација беше рибарница, но не со толку продавници, помалку беа, меѓутоа тука на истото место беше рибарницата кај што е и сега и обично луѓето од село, па и од градо, купуваја риба кога прават некој обред во пости и за верски празници. Но риба сепак купуваја поимочните граѓани и селани, иначе секој не можеше да ја купи рибата. Рибата ја носеја од Црна, од Преспа, исто така носеја риба, оглавно крап се носеше. Многу риба се фаќаше и во Драгород, имаш. А најголем производител беше блатото, познатото битолско блато, така наречената сегашна Пелагонија. Тука големи количини на риба се произведуваше. Тука имаше и диви пајки, така да градот беше снабдуван со риба и од самото блато, кое беше доста богато со риба и со птици, со диви пајки. Во продолжение надолу од железното мовче кај бившето хемиско, надолу, сега се стамени згради, тука беше Атпазар, кај што се продаваја коњи, магариња, крави, и све крупен добиток се продаваше тука. Тоа беше исклучиво за тие производи, живи производи. Тука се снабдуваа касапите со жива стока, после неја ја колеја во кланицата и ја пренесуваја во своите месарски продавници. Таму кај што е Атпазар сега е стамбена населба. Други пазари немаше. Тоа беше пазари.
Тоа беше приказната за битолските пазари според кажувањата и сеќавањата на некои од нашите постари сограѓани. Во следната емисија ќе проговориме на друга тема.